Океј? Океј? Добар ден на сите. Јас сум Даниел Кладжиевски од невладината организација ХЕРА и ќе бидам во улога на денешната јавна дискусија. Драги представници на младински организации, драги волонтери, активисти, представници на институции, меѓународни организации, странски амбасади, драги новинари, ви посакувам добре дојде на денешната јавна дискусија за основање на Национален младински совет на Македонија. Исто така сакам да им посакам добре дојде на оваа јавна дискусија на сите оние што не следат онлайн преку стримот на радио МОВ. Оваа јавна дискусија е всушност прва од серијата на јавни дискусии кои што ќе се случуваат во наредниот период низ целата земја. Значи покрај оваа јавна дискусија која што е прва во Скопје, ќе има уште 9 други јавни дискусии во различни градови во нашата земја. Ова јавна дискусија всушност ќе послужи како платформа да дискутираме за тоа што представува Националниот младински совет и како да стигнеме всушност до Националниот младински совет како модел, како тело кое што ги представува интересите на младите луѓе. На ова јавна дискусија како говорници ќе ни се обрата Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум, потоа Иван Јованов од Младите можат и Горан Ѓорѓиев од Сојузот на извидници на Македонија. Секој од нив ќе зборува за различни аспекти за тоа што представува Националниот младински совет, зошто ни е потребно и се разбира да представиме еден основен, да зборуваме за еден основен првичен модел за тоа што представува Националниот младински совет и на крај се разбира тука сме за да после овие првични презентации, тука сме да дискутираме за сите оние прашања кои што ги имате, ваши сугестии, се разбира за да на крај си заминеме од оваа јавна дискусија со некакви заклучоци. Всушност, во текот на оваа јавна дискусија, сето она што ќе биде прашано, дискутирано, ќе биде забележано, ќе бидат, се разбира, понатаму дефинирани заклучоци од оваа јавна дискусија. Тоа исто така ќе биде направено и на сите наредни јавни дискусии, за да на крај после целиот овој процес ние стигнеме до оној модел на Национален младински совет кој што всушност е дискутиран со представниците и на младинските организации, на сите оние институции и други организации кои што се заинтересирани за основањето на Националниот младински совет и се разбира на крај, односно до почетокот на летото и да го конкретно да го формираме Националниот младински совет. Јас повеќе не би должел повеќе. Микрофонот ќе го предадам на Дона и таа накратко ќе каже всушност зашто ни е на нас младите луѓе во оваа држава ни е потребен Националниот младински совет. Повеледено. Благодарам, Даниел. Благодарам на сите што дојдовте и одвоивте време за оваа дискусија. Впрочем, ние се договоривме дека ќе бидеме пократки со цел да повеќе од дискусијата биде суштинска и биде со луѓето што се присутни на денешниот настан. Иван ќе објасни малку повеќе зашто баш ние зборуваме и што е тој иницијативен одбор поради кој доаѓаме и застануваме да зборуваме за содржината на статутот и структурата на Националниот младински совет. Мене ми падна најтажната задача, тоа е да објаснам зашто толку многу ни треба нас некое вакво тело. Искрено ќе притрчам низ неколку истражувања кои што се направени во последните 2-3 години, неколку работи кои што одразуваат која е состојбата на младите во македонското општество како категорија и кои се начините да младите се вклучат во процеси на носење одлуки и нивниот глас, нивните ставови да бидат важни и земени во предвид. Младите во Македонија, претпоставам повеќето знаете, се 1/4 од вкупниот број на жители во нашата земја.
Значи цела 1/4 од луѓето во Македонија се млади лица на возраст од 15 до 29 години. А ситуацијата во која се наоѓа, значи таа четвртина од нашето население, ќе ја видиме понатака. Официјалните документи во земјата кои што ги засегаат младите во моментов се Националната стратегија за млади и постојат локални младински стратегии во неколку општини. Институциите или телата кои што формално се надлежни за млади се секако Агенцијата за млади и спорт како највисоко државно тело и понатака доаѓаат локални младински совети кои не постојат во сите општини. Сојузи на студенти или студентски парламенти кои исто така по својата форма се дебатливи колку се исполнителни и унии на средношколци чие што постоење е речиси замрено. И тоа се единствените представнички форми кои ги имаме. Генералната позиција. 1/4, значи доколку ние сме младите во Македонија, еден од нас четворица би и кога би биле средношколци би мислел дека нема никакви или минимални услови во средината каде што живее. 25%, значи повторно еден од четворица, се само декларирани социјално исклучени млади лица. А половина од нас, односно 45% од средношколците, за 10 години од сега се гледаат себе си надвор од Македонија. Најголем проблем кој го гледаат младите се економијата и недостатокот на работни места. Ова се резултати од истражувањето социјалниот капитал на македонскиот средношколец спроведено од МОФ и Реактор 2010 година. Понатака, кога веќе посочуваме дека економијата и вработеноста и невработеноста се најголеми проблеми, мало појаснување, 56% од младите во Македонија се неактивни, тоа се младите кои што не работат или и не бараат работа. Значи, кои најголем дел од нив се неактивни затоа што или се во образовен процес или имаат домашни обврски, но од младите во Македонија 43%, значи речиси половина, се активни. Тие бараат работа. Од тие млади во нашата земја кои што бараат работа или би сакале да работат, дури 58% се невработени, што е стапка за речиси двојно поголема од просечната стапка на невработеност во нашата земја. И тука се гледа маргинализираната положба на младите луѓе во Македонија во однос на другите жители на Македонија. Кои се клучните проблеми, накратко? Младите се исклучени од општествените процеси, сите сме свесни за појавата на апатија, пасивност, не учествуваат во носењето одлуки, не креваат рака никаде, не даваат свој глас кој што се брои. Не постојат или се многу слаби младинските политики кои го официјално ги имаме. Средношколското и студентското организирање или не постојат или се контролирани од поединци, од индивидуи. Имаме голема невработеност, образованието не е граѓанско, не гради активни граѓани, постои поделеност по различни основи од етничка до географска до верска. Гледаме секојдневно по медиумите насилство, гледаме медиуми кои не се баш најотворени или младите не може да допрат лесно до нив. И во една ваква незавидна ситуација, со овие проблеми, ние не даваме канал на младите да учествуваат, да самите го сменат ова. Оставаме да тоа го прават други во името на младите да ги решаваат проблемите. За исклученоста, само да ја подкрепам, речиси 70% од средношколците не мислат дека можат нешто да променат или мислат дека можат само малку да променат. Половина од младите речиси средношколци не мислат дека имаат лична одговорност да го подобрат општеството. На средношколско ниво, 70% од средношколците не знаат дали нивното училиште има унија или заедница. 81 никогаш не учествувале во избор на средношколска унија. Во ниту едно средно училиште во Македонија младите не добиваат право на глас во управните органи. Ова се резултати од две истражувања, Социјалниот капитал 2010, средношколско организирање и учество спроведено од МОВ 2013. Студентско. Имаме на најголемиот, само да го земеме, државен универзитет, 50.000 студенти. Нив ги представува само една организација која се вика Сојуз на студенти, а статистиките велат дека повеќе од половина од студентите се свесни за проблемите, ги гледаат, знаат каде се, но немаат механизми да ги решат. Студентите не ги избегнуваат сојузите затоа што немаат доверба во нив и 86% велат дека не се вклучени во нивната работа. Студентите за себе 2012. Мислам, клучните проблеми, невработеноста, само 1/5 од младите вработени нашла работа веднаш по завршување на образованието, иако би работеле и за прилично ниски плати, како што може да видиме. Дипломите не ги возголемуваат и 25% од нив не знаат активните мерки кои се превземаат од агенциите. Понатака ги знаеме и другите проблеми, етнички поделби, училишта во различни смени, верски поделби, партиски поделби, насилство во јавниот простор. И кога ние ги имаме сите овие проблеми, имаме избор, и ева малку теорија,
Постојат начини на кои се гледа на младите во теоријата прифатени, два се. Едниот е, ова се традиционални пристапи, едниот е дека младите се еднината, младите се општествен ресурс. Младите се најважни, младите се вредност, богатство, капацитет и ние им дозволуваме самите да креираат решенија за проблемите, самите да учествуваат во нивно решавање и имаме доверба во нив. Другиот модел е младите се проблем, општествен. Младите се фрагилни, нежни, нив треба да ги заштитиме од негативни појави, од насилство, од од се што им се заканува и ние треба да ги негуваме, ама не да им дозволиме самите да учествуваат. И иако декларативно ние можеме да веруваме и да изјавуваме дека младите се еднината на оваа земја, се додека не им дозволиме самите да ја креираат таа еднина или самите да одлучуваат, самите да кажуваат како сакаат да се решат проблемите, нема да постигнеме многу. Клучните два збора при креирањето младински политики се интеграција и учество. Интеграцијата води кон мотивирање на младите за општествена одговорност, креирање на алатки преку кои младите може да се вклучат и давање слободен избор, давање креативен пристап кон кој ќе им објасниме на младите како функционира едно општество, една демократија, една институција, за они полесно да знаат да ги користат. За ние полесно да знаеме да ги користиме. Учество е да добиеме доверба и да бидеме активен дел од оние што работат за младите. Сега да речеме дека политиките, да не бегаме од зборот, младинска политика е секој полиси документ кој што кажува нешто за млади. Значи, дали се ексклузивно за млади, се вика младинска стратегија и го пакува целиот оној спектар млади и кажува како ќе му возможиме да бидат добри граѓани, како ќе му возможиме квалитетно образование, како ќе му возможиме повеќе можности за работа, или се политики кои се други по карактер, например политики за вработување на населението, но ако во нив има сегмент кој што се однесува на младите, пак потпаѓаат под таа категорија младински политики. Тоа значи дека секој пристап кој што ќе се избере и тангира млади како категорија може да се третира како младинска политика. И праксата би требало да биде младите да учествуваат во нејзиното креирање, активно. Да кажат, ова треба да биде вака, ова е проблем, ова не е проблем, ова е приоритет. Понатака, во идеален свет, младите сами избираат како ќе се решаваат проблемите, сами ќе ја креираат или ќе учествуваат во стратегијата. Ќе бидат, нема тоа да биде направено само од експерти, од искусни професори, од активисти, од луѓе кои работеле за млади по 20 години, туку и ние, без разлика дали 18, 25 или колку и да се години, ќе бидеме дел рамо до рамо со тие луѓе кои ќе ги креираат политиките и рамо до рамо со тие луѓе кои што ќе гласаат за истите. Во идеално сценарио пак, младите учествуваат директно во имплементација, значи ние сме тие кои ги спроведуваме работите на терен, ние сме тие кои работиме со нашите врсници и учествуваат во евалуација и велење ова добро, ова е лошо, ова не чини, ова да го смениме, овде да интервенираме. Национален младински совет, за ова повеќе ќе зборува Иван, но накратко е тело кое што постои во речиси сите земји во Европа освен кај нас. И ова тело има функцијата да го прави се ова за што зборев претходно, за да ги реши сите оние проблеми што ги спомнав најпрво. Телото е чадор организација, значи ги собира под себе сите клучни организации кои постојат и тие се само организираат. Ова тело е тоа кое што дава вклученост на младите во полиси процесите за млади. Ова е тоа тело кое се застапува пред сите, пред институциите, пред јавноста, пред било кого за интересите на младите, пошто е младинско тело предса. Ова тело е врска меѓу младите институциите или властите и ова тело меѓународно учествува во подобрување на меѓународната положба на младите од Македонија во Европскиот младински форум. Ние го немаме. Го имаат сите во регионот или работат на модел, но не ние. И на крајот на денот, еве 4 прашања што може да ги размислиме и понатака да ги гледаме кога ќе зборуваат Иван и Горан. Ова се 4 прашања кои може да ни помогнат да анализираме на кое ниво е младинската политика во некоја земја. Постојат други, но да речеме дека ова се клучните. Првото прашање што ќе си го поставиме, да видиме дали една земја интересираат младите, е дали статусот на младите национално е некако регулиран. Најчесто во форма на некој закон или интегриран во некој друг закон кој што го допира поимот млади или во некој друг полиси документ кој е официјално признан од земјата. Но важно е институциите да имаат познавање на што е терминот млади, која е таа категорија. И понатака може да ги вклучуваат во другите процеси. Второ, дали таа земја или држава вклучува представници на младите, најчесто од Националниот младински совет, во носењето на одлуки за младински прашања. Сега пак да не се залажуваме, носење на одлуки не значи само ти да кажеш што мислиш па некој друг да одлучи, туку значи да можеш сам да одлучуваш.
Постојат тела каде што седат половина министри, половина млади, кои што се тела на институции, ко-менеджмент тела во некој ситуација, каде што младите сами гласаат. Или постојат младински тела кои што одлучуваат и им ги предаваат само своите одлуки на институциите. 3. До кој степен државата ги поддржува младинските организации или националните младински совети? Поддржува во однос на капацитет, на развој, на финанси, на обезбедување простор, на обезбедување едукација, како тие да работат, на средби со нив, што им е битно, што им е важно, што ги интересира. Значи, ова е тоа прашање. Колку државата пристапува проактивно кон младинските организации на Националниот младински совет, дали ги препознава и дали работи за да им помогне самите да работат независно. И последното, до кој степен е Националниот младински совет вклучен во самата имплементација на национални младински програми и стратегии. Значи, дури една земја да има национална стратегија за млади или акцијски план за таа година што ќе работи на прашање на млади, не е доволно институциите сами да го имплементираат тоа. Битно е да се постави прашањето колку младите директно можат да учествуваат во неговата имплементација. Сега ги нафрлив овие прашања, Иван веројатно ќе објасни како дојдовме до тоа што ќе го презентираме на крајот и она за што ни е најважен фидбекот. Благодарам, Дона. Баш ми е мило што дојдовте во голем број. Потребен е вашиот фидбек. Како што рековме, ова е прва од 10 јавни дискусии низ целата земја и ние сакаме да го чуеме вашиот глас. Како што рече Дона, Националниот младински совет е форма на национално младинско организирање, односно најопшто прифатена форма во цела Европа. Сега интересен и во ист момент тажен факт е што Македонија меѓу ретките во Европа и единствена на Балканот што нема национален младински совет. Например, лидери на Балканот се Словенија и Хрватска, Србија исто така се приклучи кон таа група, дури и Албанија и Косово имаат форми на национално организирање и сите наши други соседи освен Македонија. Што тоа значи? Сетете се во последните 20 години како беа решавани проблемите на младите. Беа решавани без нив. Значи, проблемите на младите мораат да бидат решени заедно со младите. Тоа е она поради кое ние сме тука и тоа е она за што ние се бориме со основањето на Националниот младински совет. Можам да заклучам дека интересот е на национално ниво, односно дека имаме вклученост на голем број на организации и на мрежи. Што мислам по тоа кога велам на национално ниво? Се тоа започна на деновите на младинско вмрежување во Дојран од 25 до 28 октомври. Таму се собра 35 младински и организации за млади кои дискутираа врз основа на моделот за младинско организирање и заклучија дека е потребно веднаш да се формира национален младински совет, односно во најскор можен рок. Од нив 16 организации се издвоја кои ќе го туркаат целиот процес се до формирање на Националниот младински совет. Битното е дека оваа иницијатива е поддржана од 3 големи мрежи: Република Млади, најстарата младинска организација во наша земја, Сојузот на извидници, како и Црвен крст на Република Македонија. И најважното тука е, иако се уште не е формиран, иницијативата има отворена поддршка од Европскиот младински форум. Европскиот младински форум беше присутен на деновите на младинско организација, даде својата поддршка преку своите човечки ресурси и постојано не поддржува во целиот овој процес, што е многу важно. Откаде сите овие дискусии што ние планираме да ги организираме се дел од еден широк консултативен процес, како што реков, за да го чуеме гласот не само на младинските организации на кои вршиме мапирање и кои ги охрабруваме да се вклучат, за да ги чуеме нивните коментари и сугестии за тоа како подобро да функционира Националниот младински совет.
Исто така во изминатиот период работевме активно, значи ова што го гледате е плод од претходната 3-4 месечна работа, каде што имавме и средби со релевантни институции, како што е Агенцијата за млади и спорт, и понатаму ќе имаме отворени средби и отворени сме за средби со институциите кои што ги засегат прашањата за младите. Исто така ќе имаме и активности за директен контакт со наша таргет група, односно младите, преку 5 отворени младински денови во 5 различни града, за и нив да ги вклучиме во овој консултативен процес. За сето тоа да го сумираме во предлог статут и во организација на основачко собрание кое ќе биде на почетокот на јуни и кое ќе го објасни подобро Горан од Сојузот на извидници. Благодарам. Ајде јас да се заблагодарам на сите за присуството. Ветувам дека ќе бидам многу пократок. Со цел да го финализираме овој процес, ние моравме да дадеме една рамка која ја дадовме како предлог и е рамка која предлог статут кој во иднина ќе биде изменуван. Сакаме да ги слушнеме вашите коментари на целиот процес. Пред излезот имаме еден хамер залепен со неколку стикерчиња во боја. Би ни било навистина важно за нас да слушнеме ваши коментари на текстот, како и на останатиот процес, ако сакате да дадете некоја забелешка. Така да ве поттикнуваме да дадете забелешки. Важното за кој ги извадивме повеќе некои извадоци кои што мислевме дека се поважни, ги имате доставено во прилог, така да ќе можете да се запознаете со нив детално, може веќе го прочитавте. Јас не би сакал да должам многу, бидејќи веќе го имате тоа и ќе само преминам на поглавните работи да го презентирам. Значи, важното најмногу за нас е дека Националниот младински совет ќе биде непрофитна организација, нема да врши сигурно партиски активности и нема да се основа со цел за добивање никаква добивка. Мисијата на Националниот младински сојуз ги представува и самите цели. Значи, Националниот младински совет ќе ги представува интересите и потребите на младите луѓе и ќе обезбеди вклучување и активно учество на младите да биде представено, особено во процесите на донесување одлуки од кои младите се засегнати. Кои се сакаме да видиме ние во Националниот младински совет? Сите. Значи, сакаме, ги потенциравме како главни членови, значи организациите кои работат за млади и организациите кои се составени од млади. Сакаме да бидеме инклузивни и имаме оставено простор за вклучување на сите. Видови на членство имаме потенцирано, значи, полноправни членки, кандидати за членки, придружни членки и сојузи. Зошто ги одделивме вака? Имаме цел да го направиме овој совет да нуди квалитет. Значи, да биде издржан и да спроведува реални активности да ги остварува своите цели. Затоа може да погледнете во прилог текстовите дека има некои критериуми кои што ние ги поставивме за почеток да организациите и целиот процес гарантира дека ќе биде одржлив и дека ќе има капацитет да ги спроведува активностите за остварување на целите. Од друга страна, целиот модел е направен да биде вклучувачки за сите. Ние сакаме во овој совет да ги видиме и најголемите организации, но сакаме да ги видиме и најмладите. И сакаме секој збор, секој глас да биде слушнат. Токму затоа ве поттикнувам уште еднаш дека ни од исклучителна важност да коментирате и да ги добиеме ние вашиот фидбек. Организационата структура на Националниот младински совет е можеби со оние кои се занимаваат е доста вообичаена, значи се состои од собрание во кое членуваат сите членки кои бираат управен одбор со председател, потоа генералниот секретар и на крајот извршно тело кое ги спроведува, значи, активностите. Као што кажав, собранието ќе се состои од сите членки на Националниот совет. Управниот одбор го раководи со организацијата, со советот, е избран од собранието нормално, се состои од 6 члена плюс нормално председател. Благодарам.
значи што го имавме предвидено како информации да ги споделиме со вас, она што Дона го зборуваше зашто ни е потребен Националниот младински совет, Иван она што го спомена како стигнавме до тука и можеби она Горан што го говореше и можеби најконкретно каков е оној првичен модел на Национален младински совет. И тоа се некои основни информации. Од сега па натаму ќе отвориме оваа дискусија за сите оние прашања кои што ги имате. Се разбира, ние тука четворица кои што сме на оваа маса не значи дека ќе ги одговориме сите прашања, односно тука сме сите да дискутираме, да ги споделиме нашите ставови и мислења по однос на Националниот младински совет, моделот, како тој е структуриран, организиран, кои ќе бидат неговите цели, се со цел да направиме односно преку овие јавни дискусии да го формираме, да кажам, тој конечен совет на конечен модел на Национален младински совет. Значи секој може да постави било какво прашање што се однесува на Националниот младински совет, се разбира да даде и свој коментар. Чисто само технички со оглед на тоа дека има многу присутни во просторијава, ќе ве замолам секој што сака нешто да коментира или да праша да дигне рака. Сања е тука да го подаде микрофонот за да се слушаме, чисто ради ќе ни треба микрофон технички ради оние што го следат и стримот на Радио Мов да може да не слушнат. Та исто така имате можност, кој што кажа Горан, ако не успеете да кажете или нешто да заборавите, на излезот пред вратата има флипчарт со стикерчиња, така да ако не сте успеале било што да кажете, слободно може вашиот став, мислење, коментар да го оставите таму. Така да сега отварам простор за било какви прашања или пак коментари по однос на оно што накратко ние го споделивме со вас. Океј, Дејан, само малку околу микрофоните. Да, Дејан е. Се слуша? Прво би сакал да ви кажам браво. Значи, стварно беше редно некој да потекне оваа иницијатива и младите луѓе да се организираат, бидејќи моето име е Борко, се извинувам што не се представив. Ја не сум од ниедна младинска организација, но сум учествувал во повеќе. Сега сум, може да се каже, во обид на млад предприемач, па ќе видиме до кај ќе стигнам. Значи, сакам да ви кажам браво, бидејќи без организирана младина не можеме да имаме реален удел во младинските политики и повторно би имале предлог закон за млади како што веќе имавме, во кој што не верувам дека биле вклучени младински организации кои што би можеле да дадат соодветни предлози. Втора работа која што многу ми се свига е што сте во координација со Европскиот младински форум. Значи јас таму имам кратко работено пред 2 години како интерн и се познавам со Петар, со Џузепе и така натаму и сме дискутирале темелно зошто ние младите од Македонија не сме вклучени и сега ово што го правите верувам дека е во вистинска насока. Моето прашање се одвива на тоа, еве да речем јас како младински работник кој што сум специализирал во областа на европска младински политики и така натака, дали има некој за индивидуи можност да се вклучат во некое тело каде што би можеле да го дадеме нашиот придонес. Бидејќи реално гледано, еве ја можеби некои други не се членови на младински организации, но би сакале да го дадеме својот придонес како со знаењето кои што ги имаме, така и со контактите на македонско или европско ниво. Фала. Океј, фала Борко. Чисто за да тече побрзо дискусијата, првин ќе слушнеме пар прашања, па после ќе конкретно ќе одговориме на истите. Дејан, па представникот на Модом. Здраво, јас сакав само да прашам во врска со поранешните дискусии, дали ќе има нешто за вклучување на подмладоци на политички партии, дали се размислуваше во таа насока, дали се вклучат, дали не, чисто каков е, дали има некаков став во моментот околу таа тема. Океј, фала Дејан, и мислам дека прашањето од Модом ќе биде всушност во таа линија околу вклучување на подмладоци на политички партии. Здрава, јас сум Симона од Модом.
Прашањето е слично, јас бев во Дојран со вас. Таму го поставивме прашањето која ќе биде улогата значи на политичките подмладоци. Сега ме интересира дали сте конкретизирале, тука гледам полноправни членки, придружни членки, значи која ќе биде точно улогата на политичките подмладоци. Во кој дел ние ќе можеме да да го дадеме својот придонес и да ве поддржиме. Како совет. Уште последното прашање. Да почнеме со одговарање, во меѓувреме сите спремете следната рунда на прашања. Така, фала Даниел, јас сум Драјан од Креатив. Прашањето ми е како ќе, пред се честитки, пошто бев вклучен во некои обиди претходно, но поради најразлични причини не успеа. Прашањето ми е како ќе се обезбеди транспарентност при процесот на селектирање на членови во најразличните управни тела во Националниот совет, Младенски совет. Исто така имате овдека некои бројки како критериуми за членки. Како ќе осигурате дека нема да прерасне Националниот младенски совет во ексклузивен клуб, значи на членки што вклучуваат само да речеме 500 млади во една година, а од друга страна имаме организации кои што прават доста многу со многу помалк број на таргет група, а можеби нема да имаат право да се вклучат. Исто така и на крај, дали пошто има во регионот доста искуство, дали е собрано тоа искуство како е направено во другите земји, за да можеби споредиме со нашиот модел. Фала. Океј, фала Драган. Сега ќе оние прашања кои што ги добивме до сега ќе ги одговориме, односно за тоа како индивидуалци да се вклучат, во каква форма ќе бидат вклучени подмладуците на политичките партии и понатаму околу обезбедувањето на транспарентноста во изборот на најразличните тела на Советот, потоа околу критериумите и како да обезбедиме поголема инклузивност на различни форми на организации, поголеми и помали. Благодарам. Прво за Борко. Да, Борко, и ние целиме сите млади, дури индивидуи да се вклучат како во волонтерска основа во извршното тело. Значи, секој што сака да придонесе ќе биде слушнат, без разлика дали е само млада индивидуа или член на некоја организација. Значи тоа е за прашањето. Бидејќи ни се потребни знаења и потребни такви размислувања. Би одговорил и околу критериумите. Драган, да. Околу критериумите. Токму ги поставивме овие критериуми, малку и напоменав кога го презентирав статутот, ги поставивме за да гарантираме квалитет и да гарантираме организации кои работат и кои навистина прават. Но сакаме да ги видиме сите во Советот. Токму затоа е оставено простор за секој вклучување. Дури поголемите организации, еве зборувам од името на Сојуз на изединици на Македонија, оставаат повеќе простор за вклучување на помалите организации. Дали ќе биде ексклузивно, сигурно нема да биде, бидејќи не сме не го основаме Советот за да седеме таму и да се чувствуваме супер, се најдовме, го оформивме, туку сакаме да работиме. Секој што сака да работи, ќе го поттикнеме да работи, ќе помогнеме да работи и заедно да се вклучи. Во врска со прашањето на Дејан и овдека за политичките партии, за подмладоците. Ние на деновите на мрежување во Дојран ги поканивме сите подмладоци на политичките партии, се појавија повеќето од нив. Нашиот став е дека сакаме да ги вклучиме. Начинот на кој сакаме да ги вклучиме е како придружни членки. Во овој случај го земавме искуството од останатите национални младински совети. Нема правило на кој начин се вклучени. Во некој се вклучени како полноправни членки, а во некој како придружни членки.
Што значи придружни членки? Тоа значи дека ќе учествуваат во работата, но немаат право на глас на собранието. Сега, за да ги чуеме и нивните забелешки, за да не излезе дека сакаме да ги маргинализираме, последната јавна дискусија што ќе биде организирана во Скопје ќе биде специјално наменета за подмладоците на политичките партии, за да видиме кои се нивните размислувања околу нивното вклучување во Националниот младински совет. Се надевам бев јасен. Мене ми остана веројатно последните две и пол прашања, дел одговори Горан. Почнемо од транспарентноста, што е едно така болно интересно прашање кај нас и како се обезбедува и како се гарантира. Тренавме со идејата дека сакаме вакво тело да биде комплетно јавно, транспарентно и отворено и да се придржува не само до сите закони во нашата земја, туку и до се што е општо прифатено кој е етички правно и јасно. Така изборите ќе се случуваат на Генералното собрание, самите членови целта е да ги гласаат другите членови кои што ќе бидат на раководни позиции во управниот одбор, а не да бидат изгласани од некаде од надвор. Конкурсите, например, за извршно тело ќе бидат јавни и доставени до сите членки. Извештаите ќе се поднесуваат и во принцип во подетално кај статутот кај што се излистани прилично се широки да може да побараат што сакаат, кога сакаат, без разлика дали од документ до информација. Управниот одбор мора задолжително редовно да известува. И тргнувајќи од карактерот и на нашите организации, на тие што беа на денови на мражување, на тие што го поддржуваат овој процес, јас се надевам дека кога ќе се формира Национален младински совет, сите ќе бидеме комплетно критични кон него без разлика каде се наоѓаме во таа структура и дека ќе го бараме најдоброто. По однос на како да спречиме ова да стане еден ексклузивен клуб, критериумите делумно се на моменти високи, но се прилично снижени од некои истакнати десетина организации кои што покриваат младинската сцена. Едниот од стравовите кога се дефинираа критериумите, тие се на првата и втората страна, беше како да се спречи овој совет да биде фиктивно пасивно тело. Како во него да не членуваат организации кои можеби се основале пред 10 години а не работат ништо. Како во него да не членуваат организации кои што немаат никаква допирна точка со млади, како да не членуваат организации кои постојат на хартија, а не постојат во реалниот свет. И тоа беа реални прашања што многу од нас ги поставија. И решивме дека една варијанта, и ова е повлечена од искуството од Европски младински форум, да постои независно тело кое што ќе чешла апликации. Значи јас сакам како МОФ или како било која друга организација се приклучам, јас ќе треба да ги покажам сите овие работи дека ги имам, за воопшто да можам да бидам кандидат. Се дали се критериумите високи или ниски, е исто дебатливо прашање, да некои од нив се високи, но како што каже еден од членовите, нема да именувам организацијата во иницијативниот одбор, ние не би можеле да бидеме членка на Националниот младински совет вака. Но ако ништо друго, барем тие два критериуми што не фалат, се мотив ние да бидеме подобра младинска организација и за година-две да ги исполниме максимум тие услови и да бидеме активни. Ако има конкретен предлог што може да се снижи, кажете, ќе го земеме во предвид секако ќе биде разговаран, значи било какви конкретни предлози се сосем во ред и за тоа е консултацијава. Идејата беше да не бидат превисоки критериумите, но да бидат доволно високи, а знаеме дека организациите се активни и да може да не поттекнат да се унапредиме. За меѓународни искуства дефинитивно да, имавме експерти на денови на мрежување од не експерти, млади од советите од Литванија, од Српскиот совет, кровна организација Млади на Србија, континуирана комуникација со Словеничкиот и Хрватскиот младински совет, бугарскиот исто влегува во приказната и веројатно се прочишлани документите на скоро сите совети во Европа кои што се слични на Македонија по земји како број на жители, број на млади и големина. Јас само тука бја дополнил Дона. Битно да кажеме дека нели ќе имаме дебати во другите градови, всушност ќе видиме и во другите градови кои се ставовите на тамошните локални организации, затоа што не сакам да звучи лошо, ама карактеристиките на организациите кои што работат во Скопје поради нели карактеристиките на Скопје како главен голем град може да имаат едни карактеристики, организациите нели да кажеме од помали градови, Свети Николе, Кичево и така натаму си носат со себе своји карактеристики, токму поради тоа ќе се обидеме нели да собереме што повеќе организации, индивидуалци, волонтери, активисти за да го најдеме, да кажеме, најдоброто решение. Им да се вклучат различни организации, ама исто така да
да направиме едно тело кое што ќе биде функционално и се разбира да го најдеме моделот и вклучувањето на помладоците на политичките партии, затоа што секако тие представуваат една голема група на млади луѓе од нашето општество. Сега може Ѓоко имаше прашање и Беким, вие и четвртото прашање за вас во оваа рунда, па понатаму ќе продолжиме. Се извинам, Сења Ѓоко го имаше првото прашање? Добро, нема веза, ќе стигнеме сите наред. Здраво, јас сум Беким од LGBT United. Ме засега две работи тука. На повикот, значи не зборам на национална основа, на повикот на Facebook беше напишано се на албански. На врата го побарав статутот на албански, не го добив. Нешто стварно не сум националист, не луѓето што ме знаат како работам јас и што правам јас, но стварно ако повикот е на албански, мислам дека и некои работи други да одат и на албански. Без разлика, не зборам за албански, зборам и за ромски, и за турски, и за сите заедници, сите луѓе кои живеат во Македонија. Друго, по член 10 искуство со работа со млади, застапување на интересите на младите од најмалку 3 години. Во момент на станување полноправна членка. Досеја младинска ЛГБТ организација немало во Македонија, зборувам за нашата организација. Ако нема ваква организација во овој совет, како ќе се придонесе таква организација, тие проблеми на младите ЛГБТ лица да се работи нешто на тоа поле. И уште нешто што ме засега, мислам дека во управниот одбор, ако веќе од управниот одбор го сочинуваат одредени организации, треба да има од секоја по една организација која работи со одредена проблематика, пример корисници на дроги, една организација која ќе застапува корисниците на дроги, која ја знае најдобро таа работа, како треба да се работи. Зборам за млади. Да речеме организација која работи со млади ЛГБТ, да има таква организација во тој одбор, значи да има по една организација која е докажана или покажана во работата која работи. Океј, фала Беким. Сега Ѓоко следното прашање, па после ќе се вратиме пак кога ќе собереме сите прашања ќе дадеме одговор. Мислам и исто така, извини Ѓоко што те прекинувам, слободно било, не сме тука за да ние ги одговараме прашањата, слободно и некој друг од публиката ако има одговор на прашањето на Беким или коментарот, слободно може да го каже својот став. Поле Ѓоко. Така, Ѓоко Вукановски од Волонтерски центар Скопје. Имам две ќе кажам прашања. На првото имам како на еден начин коментар во однос на помладоците на политичките партии. Дали можете со нас да споделите некој искуство од другите земји каде што има ваков младински совет? Како е решен во тие земји тоа прашање, односно со политичките помладоци? Затоа што мој лично мислење е дека со влијанието што ги имаат политичките подмладоци во Македонија и со бројот на членството, не верувам дека тие би се задоволиле со тоа да бидат само придружни членки на тој младински совет. Така да сигурно тука ќе настане некако вид на, јас би рекол, диспропорција на оно што тие се во Република Македонија, че не можеме ние да го занемаруваме нивното влијание и која улога тие би го имале во советот. Секако дека ако би биле приклучени кон советот, тие би требало да се во рамките на функционирањето на советот да се откажат, не да се откажат, него да се дистанцираат од политичките своји работи, него наставно да бидат како представници на младите. И од друго прашање, она што напомена Дона, независно тело кој што ќе ги чешла кандидатурите. Дали може некако да се дефинира кој е тоа независно тело или како би било конституирано? Тие се само да речеме две прашања или два коментара. Океј. Фала Ѓоко. Мислам дека тука од господин во средината го имаме следното прашање. Здраво на сите. Моите 5 минути ќе ги искористам на следниот начин. Првин да се представам, јас сум Нелко Нелковски. Председател сум на Театарска младина на Македонија. Театарска младина на Македонија е единствена организација во земјата која ги третира младите и театарот. Членка е на 6 големи меѓународни организации кои опфаќаат млади, а сум младински активист од 15 години, така да 2 минути за историја ќе искористам, 2 минути за сегашност и 1 минута за иднината.
Значи, младинското движење во земјата е многу важно да се знае дека е 1944 почнато кај нас, се формира НОМСОМ, една организација која е после борбата против фашизмот ги обединува младите. Од неа произлегува Сојузот на социјалистичка младина на Македонија, бидејќи во стариот систем младите имаа сериозен импакт во општеството и таа организација ги опфаќа сите младински организации и тогаш инклузивноста на младите е на многу високо ниво. Таа организација има два сегменти, невладин сегмент кој ги третира организациите кои се како театарска младина, музичка младина, Сојуз на извидници, Хера и така натаму по области, и има свој политички дел, каде што се креира политиката. Таквата организација функционира до 90-та година, кога доаѓа демократијата, и од таа организација се одделуваат два сегменти. Едниот сегмент, организациите кои се занимаваа со вакви работи, кои се стручни, формираа Младински совет на Македонија 90-та година, вториот сегмент формираа Младинска демократска партија, која понатака прерасна во либерална партија. Тоа е за историјата, важно е да се знае. Младинскиот совет на Македонија, како институција, за жал, беше формиран, функционираше до пред 10 години и пропадна поради половина политика, половина бизнес интереси. Младинскиот совет имаше свој простори, има се уште свој хотел во Охрид, а во историјата важно е да знаете за една ваква организација дека 95-та година овдека во домот на млади, во домот на армијата, СЕНИК, тогашното европско тело, председателството одржа седница. Покојниот Стево Црвенковски, министер за дворешни работи, ја отвори и целата елита, значи 95-та година веќе во демократијата беше овдека, се дружеше со нас и го одржа својот состанок. За понатаму да се случат представување на македонската младина во Њујорк, во Страсбург и така натаму. И Младинскиот совет беше прва организација која беше примена под уставно име во светските организации. Толку за историја. Но ова е важно да се знае, бидејќи ако не ја знаеме историјата, тешко ќе ја изградиме иднината. Во оваа смисла, мојот прв предлог е за сегашноста, вие како одбор да направите една сериозна студија за сите досегашни активности по прашање на младите досега. Бидејќи од таму многу сериозно ќе излезат причините зошто не функционира денес Младински совет. Не функционира поради две причини. Првата беше политиката, бидејќи политичките помладици сакаа да влезат истото прашање, а не беше дозволено да влезат. И тука мислам дека главната грешка се направи. Затоа што овие организации вака кршливи, тешко можат политика да спроведуваат, а политичките подмладоци имаат свој врски, директно можат да влијаат на политиката и да му обезбедат позитивна ситуација на Младинскиот совет. Така да многу сериозно размислувајте, бидете внимателни да не направите грешка во овој сегмент. За сегашноста би сакал да кажам, тука сум да дадам сериозна и силна поддршка на вашата работа во секој смисол, и историски, бидејќи учествував во комплетниот процес на градење на оваа актуелна стратегија за млади, што ја донесовме во овие 10 години, 15, 2002 прва почна, 5, така. Така да, многу е важно да имате предвид за сегашноста дека денеска живееме во мрежно време, комплетно нов е духот и сетапот на времето. Многу силно може оваа достапност на информациите да ги обедини младите и пазите каква иронија се случува. Имаме најмлада влада во Европа, а немаме Младински совет по прашање на години. Тука нешто најверојатно има сериозен проблем и тој проблем треба да се открие и да се направи комуникативност. Имаме Агенција за спорт и млади која многу интензивно работи во спортот, но сегментот на млади значи е скоро никаков. И исто така по прашање на сегашноста би сакал да кажам дека е многу важно да се искористи умот, паметот, па и актуелната моќ на младинските лидери кои од овде излегле од младинските организации. Само ќе ги набројам за крај, значи председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Асевски бил председател на Сојузната младина на Југославија, сериозен младински активист. Клековски Сашо бил председател на Сојуз на студенти. Зоран Костов, Блашко Смилевски во моментот е генерален секретар на музичката младина, на светската музичка младина со седиште во Брисел. Потоа и уште, значи, би го спомнал Ивон Велишковски исто така, кој беше исто младински лидер и се разбира би завршил со генерален секретар на Либералната интернационала, да ме подсетите. Да, така. Емил Киријас. Така да има сериозни луѓе, сметам дека
Сите овие и вкупното искуство од минатото, доколку се земе предвид, многу подобро и појасно ќе се формира една организација. Инаку, навистина, младоста ваша воодушевува и само напред во целата оваа работа. За се што сметате дека можам да помогнам, комплетно сметете на моја помош. Поддршка уште еднаш. Благодарам. И благодарам, Нилко, за вашите коментари на прашањата. Подоцна ќе се обратиме сега следното прашање. Здраво, јас сум Бојан Здравевски, доаѓам од клуб на оратори. Многу ја поздравуваме оваа иницијатива, но има нешто што ми е малку нејасно. Прво, како една прва општа одредба, доаѓа дека Националниот младински совет е непрофитна организација и знаеме на кој принцип работат младинските организации. И многу ме збунува што еден од критериумите е тоа да има некаков буџет годишен кој што ќе мора да се има некој одредено ниво. И тоа е еден од условите под кои што ќе мора да се подведе дали некој ќе биде полноправен член, затоа што е еден од условите, или ќе биде кандидат за членка, со што ќе зависи дали он ќе гласа или ќе учествува во главниот орган кој што ќе го води овој совет. Дали може да ми објасните која е причината за тој буџет, без оглед на стабилноста, затоа што сметам дека секоја организација си ги води активностите кои што се кај неа тангирани. И како предлог, мислам дека би биле многу подобро организирани, кога од секоја организација, сега не гледаме на некои минимални што се, но би дал придонес тој што е представник од таа организација. Значи да нема од една организација па можеби 5-6 члена, него напротив да има од секоја организација која што работи со одреден круг на луѓе, представник кој што ќе може конкретните интереси во таа област да ги застапува таму и да даде принос во соодветност со своето искуство што го има преходно во таа област. И друго, околу активностите и бројот на млади луѓе кои што се ангажирани таму, малку ме збунува што 10 активности во согласно со 500 млади, а има организации кои што можеби со 4 активности собираат негде приближна бројка. Зошто би било тоа некоја пропорционалност за собирање на млади или активности кои што се случуваат во рамките на една година, услов за да имаат некаква, не знам, одлука. И уште едно, дали може некаде да го најдеме статутот во целосна верзија, затоа што вдека се само поважни извадоци. Благодарам. Така, благодариме на прашањата. Сега ќе почнеме да дискутираме за претходно поставените прашања. Ја ќе се осврнам на она што BKM од LGBT United го спомна, првен околу документите преведени на албански на сите други јазици. Ние колку што, затоа што околу преводот чисто технички сето тоа го правиме волонтерски, кој има време и кој може да го направи. Немаме во овој момент целосно капацитети за да може сите материјали, информации да бидат преведени на албански на другите јазици, на другите етнички заедници. Она што можеме го преведуваме, статутот како документ е многу голем и досега не сме биле во можност да го преведеме. Се разбира, било кој што сака да ни помогне, слободно може да ни се обрати да ни помогне нели во преводот, за да овозможи како представник на својата заедница да овозможи за своите сограѓани од таа етничка заедница да го Морам да споменам дека откако би се конституирало ова тело, се разбира дека тоа ќе биде еден од принципите на работа, нели документите да бидат достапни за што поширока група на млади луѓе од различните етнички заедници. Ова е се уште ова иницијатива, го работиме полуволонтерски така натаму, така да искрено не можеме да ги нели, иако сме свесни за тоа, не можеме да ги обезбедиме сите документи на различни јазици. Тука поздравиве примерот за Ивана, кој што моментално цело време преведува на англиски, затоа што не сме во можност да обезбедиме и даут на албански можеме преведува или слично. И сега она околу прашањето на застапување на правата на различни групи на граѓани, како што се младите ЛГБТ луѓе, иако сега конкретно за примерот на LGBT United како млада организација.
која што нели условно нема да ги исполни условите во однос на време на постоење и така натаму. Многу е битно сега ние во тој документ од извадок не го ставивме тој дел затоа што мислевме дека тоа се подразбира. Има во статутот клаузули кои што обезбедуваат односно дека Националниот младински совет ќе се базира на принципот на недискриминација, вклученост на различните групи и така натаму и така натаму. Сакам да кажам дека досега сите оние организации кои што се вклучени на било кој начин во оваа иницијатива, има организации и покрај тоа што не се по дефолт ЛГБТ организации, но организации кои што работат на ЛГБТ прашања, покрај другите прашања, и тие организации имаат капацитет да ги покренат овие прашањата на ЛГБТ, млади корисници на дрога, и други маргинализирани групи на граѓани. Тоа ако да кажеме ако ние во нашата не знам во НМС не аплицира да кажеме за членство млада ромска организација, тоа не значи дека ние нема да работиме на ромски прашања, тоа се подразбира. Тоа е корпусот на човекови права кои што сите ние организации ќе се залагаме да го остваруваме. Така да сакам да кажам дека било која организација да биде дел од ова моделот на почитување на човековите права, еден од основните принципи кои што ние сите работиме на тоа, така да мислам дека нема никаков ризик ако нема организација која што работи со корисници на други, дека нивните, да кажеме, интереси или права нема да бидат застапувани од Националниот младински совет. Следни. Ние пробавме за да не го одземаме многу времето да се распоредиме, да не одговараме по тројца луѓе едно исто прашање. Тие што ме падна на мене, односно она што јас би можела или би сакала да дадам коментар, по однос на театарска младина на Македонија, да, и музичка младина на Македонија и другите организации кои постојат веќе подолго време и пред осамостојувањето на оваа земја, знаеме дека се активни, искрено ја имаме истражено ситуацијата со младинските совети. Верувам дека тоа што вие имате директно искуство овие работи може многу повеќе да ни подмогне, затоа што нашето истражување се базираше на пресклипинзи, објавени резултати по веб страници што не беа многу и истражување на документи кои што успеавме да ги најдеме. Во принцип да ги имаме овие информации, но од прва рака да бидат споделени е исто така уште повеќе корисно. Делот причината веројатно поради која и не успеал тогашниот совет како таков е затоа што се подпирал на традиционалните наследени форми од времето на Југославија на младинско организирање, а сега имаме многу по креативни и иновативни пристапи кон младинското организирање и во однос на организации, клубови, неформални здружувања и младите повеќе не се толку врзани со традиционалните форми, веројатно разгледуваме новата перспектива, како ние се организираме сега, како функционираме и како еден совет би требало да изгледа за да може да to accommodate, да не прими сите во таа форма во која што сме. Накратко, второто прашање што го потегнавте и вие и еден од присутните пред вас беше што со партиските подмладоци. И како да ги вклучиме младите лидери кои што сега носат одлуки. Ги информираме и лицата кои што се активни кај институциите во политичката сцена. Прашањето со подмладоците и како е решено во другите земји е различно. Во дел од западноевропските земји партиските подмладоци се полноправни членки, но во исто така во дел од тие земји се забележува и малку поинакво ниво на активност кај партиските подмладоци, кое не секогаш е врзано или финансирано само од нивната матична партија, и каде што тие креираат независни политики и се поактивни. Кај нас, иако постои иницијативност и разновидност кај партиските подмладоци, ниту се сите на еднакво ниво по однос на колку придонес даваат, ниту доволно често го комуницираат поимот млади и како еден од реалните проблеми во Македонија што е партизираноста и проблемот и стравот од партиската контрола, идејата е да се приближиме и ние кон моделите кои се повеќе се практикуваат во југоисточна Европа, а тоа е партиските подмладоци во почетокот барем како придружни членки, а понатака во некои идни подобри времења како полноправни членки. Во Србија системот функционира на каде што партиските подмладоци се посебен дел од Националниот младински совет во
Во Бугарија исто така не се дел. Таму има друга причина, бидејќи има преголем број на партиски подмладоци и не можеле да се уверат кои се вистински функционални и така натака. Во трите земја причината е и правниот статус, тоа сепак не се граѓански организации. Идеално да би сакале да бидат полноправен член партиските подмладоци, но мислам дека општо во било која сфера од земја треба да го напредиме младинското организирање пред да стигнеме таму и да ги избегнеме оние закани за кои сите сме свесни, а тоа се партиските, не политичките, партиските влијанија. Повелете. Јас ќе одговорам за независно тело Ѓоко што праша. Значи тоа ќе биде тело формирано од самото собрание кое ќе ги разгледува кандидатурите на членките дали ги исполнуваат условите и секоја година ќе гледа дали и останатите членки што влегле во советот ги исполнуваат условите за да бидат членови на Националниот младински совет. Значи самото собрание, сите членови на собранието ќе имаат глас како да биде составено тоа тело и кој да членува во тоа тело. Благодарам ја за крај. Најпрвин околу статутот, ние го извадивме поважните извадоци кои ние сметавме дека се важни. Статутот ќе биде достапен на јавноста, на вебсайт, кој се изработува во моментот и се надевам дека до тогаш ќе стасаме да го имаме на јазик на сите етнички заедници. Статутот ќе биде подложен на коментари и ние денес сме овде за да ги слушнеме вашите коментари, на што би се заблагодарил уште во овој момент бидејќи имаме некои релевантни коментари кои сигурно ќе ги разгледаме. Околу буџетот, зошто го поставивме како еден од критериумите, е идејата дека организациите кои работат, мислеме дека нема да имаат проблем да прикажат сума од 123.000 денари, односно 2.000 евра, ако не се лажам. Како и да е, ве охрабрувам да коментирате за ние токму овие прашања да ги разгледуваме. Исто така и за активностите на млади. 500 млади, се слагам со вас, значи, навистина има организации има една голема плејада на организации кои работат различно. Имате организации кои спроведуваат една активност доволно за да соберат повеќе илјади млади. Имате организации кои спроведуваат многу број на активности, голем но за помало членство. Така да ние го дефиниравме ова како некој неутрален за да ги исполни критериумите и да покаже дека таа организација има капацитета на вистина работи со млади или за млади. Како и да е, пак ве охрабрувам да коментирате и бидете сигурни дека ние сериозно ќе ги разгледаме сите овие коментари. Мислам на крајот на денот, иако дебатираме, даваме одговори, важно е се што кажувате, ние ги собираме забелешките, вадиме записници од сите дискусии за да убаво размислиме што се може да се прифати и не одлучуваат четворица или петорица, туку многу повеќе. Убаво каже Горан, ќе го објавиме и статутот, само технички две работи. Кај прашањето и за подмладоците и за што например со LGBT United. Постои категорија придружни членки, каде што дури пошто не сакаме да кажеме сега немате вие толкав буџет, сега немате вие 500 членови, седате си на страна, ние ќе си играме совет. Придружни членки се организации кои не ги исполнуваат комплетно сите услови. Значи без разлика дали не се толку стари или немале толкав буџет, но може да бидат дел. И може да дискутираат, да предложуваат содржини, теми на дискусија, да учествуваат во работните групи дури, значи вистински да работат во целите процеси. Но само единствените права што ги немаат се додека се придружни се да номинираат членови на управувачки одбори и да гласаат. Така да идејата е да се интегрираат и такви организации што можеби ќе треба само да почекаат или да поработат малку повеќе додека ги исполнат условите, но да ги имаат сите други бенефити од Националниот младински совет и нормално да го користат како сервис за самите да се зајакнат. И техничко, едно само процедурално, мислам дека само да потенцирам дека граѓанските организации може да отстваруваат приходи, но не се неопходно, но тоа не се профитни средства. Значи се додека се реализираат согласно намените на постоењето на таа организација, таа не остварува профит, она е непрофитна, така затоа е ставен буџетот, значи не се однесува воопшто на профит. Океј, сега други дополнителни прашања, коментари. Имам од Симона и позади кај
Јас не гледам ова. Океј, нема везе. Дај во последниот ред. Следно прашање, тука во првиот ред имам, океј? Па, здраво на сите. Јас сум Рафе, представник на Центарот за младински активизам КРИК, една нова организација, доста амбициозна. Првото прашање е дали планирате како Национален младински совет, нели како иницијативно тело или како и да е? Ќе може микрофонот поблиску да стримат. дали планирате како Национален младински совет или како иницијативно тело директно да ги мапирате организациите, значи да допрете до нив, или очекувате организациите да дознаат на некој друг начин за овој совет и за тоа како тие би можеле да се вклучат? Да не заборавам само да се согласувам, лично моје субјективно мислење е дека оној соодност во статутот 10-100-500 малку не е логичен. Нели, ако имате 500 члена, тоа би било негде по 50 членови на една активност, што е премногу. Мислам дека ако доколку би биле 500 членови, мислам ако така се направени нормирани работите, дека подобро е било 500 членови со, не знам, или не знам, сега давам само предлог. Еве сега би сакал да посочам на нешто друго. Се согласувам нели од експозето на представникот на младите активи, ако не се лажам. Заклучуваме цело време и не подсетува дека волонтаризмот и активизмот изумрел више со комунизмот и социјализмот, така да го поддржувам ова и како организација субјективно ова иницијатива. Па така уште нешто сакав само да додам за околу спортот. Ова исто така малку субјективно, али и објективно. Како планирате, например, понатаму, еве, конкретно за спорт, ако збориме, како планирате да делувате на таа област? Или како планирате да делувате, не знам, на некои други, во било кој област, уствари? Како планирате да допрете до ова? Дали со конкретни предлози од организации или, не знам. Ноторно е дека 60 до 70% од младите луѓе се занимаваат со спорт, или гледаат спорт, или сакаат спорт, милуваат, негуваат и како и да е. Па така, тоа ми беше прашање, значи како планирате конкретно во оваа област да допрете? Имам и едно друго прашање поврзано, пошто се спомнуваат политички подмладоци, разни други заедници, здруженија на граѓани и така натаму, значи дали имате размислувано во насока да повикате и да контактирате со дел од некои навивачки групи во Република Македонија, бидејќи сметам дека само тие останаа како оние револуционери кои би сакале да допринесат за спортот и мислат на спортот и го негуваат. Значи многу навивачките групи покрај предрасудите дека се хулигани и така натаму, сите го знаеме тоа. Многу они сакаат рефлектори на стадионите, сакаат ноќни дерби над превари, сакаат убави трибини, нови столчиња. Не знам дали сте информирани, дел од нив веќе станува тренд, дел од навивачките групи веќе да прават хуманитарни акции, да даруваат крв и така натаму. Така да мислам дека кога веќе би се приклучуваат сите оние нели здруженија на граѓани и сите оние групи кои се формално или неформално здружени, мислам дека би требало како иницијатива малку и да размислите ова поле, особено ако еве малку вака радикално размислувате, ако бараме масовност, навивачките групи се стално масовни. Фала. Да, окей, фала на прашањето. Сега вајда Сања го повеќе од мене го примети кој е редот. Ивана? Може да се јавам исто? Да, само ако викнеш малку поише да те чуеме. Сега не е. Здраво на сите, Ивана, Центар за меѓукултурен диалог од Куманово и исто така дел од организациите кои што се во иницијативниот одбор. Само сакам значи кратко да споделам едно искуство бидејќи работи во групата која што конкретно работеше на статутот. Има едно многу важно нешто што стои во целите, тоа е дека прво Младинскиот совет ќе работи на граѓана на капацитет на организации. Тоа подразбира дека тие организации кои што можеби на почеток нема да можат да бидат дел, не значи дека ќе останат сосема исклучени. Тоа е една од основните улоги всушност на вакво репрезентативно тело покрај застапувањето. Мислам дека беше значи споменато на почеток. Понатаму токму од оние улоги од токму од оние споделувања на искуства со другите земји,
Имаше нешто што, например, ни го сподели од Србија, беше дека на почетокот ставија многу отворени критериуми кога го правеа нивниот Национален младински совет и се случи следното да првата година не можеа да организираат собрание, затоа што не можеше, значи, да дозволат многу од членките да дојдат или во меѓувреме се откажали така натаму. И нивната препорака на некој начин беше уште на денови на мрежување е конкретно да размислиме како би работеле со критериумите. И овие критериуми, значи, не се само изградени од 16 организации кои што моментално се во иницијативниот одбор, туку од оние 35 кои што беа на денови на мрежување. Чисто сакам да го споделам ова искуство затоа што може да на некој начин да биде и eye-opening за нас генерално како младински сектор. И мислам дека исто така треба да имаме предвид дека за да функционира некакво тело кој да е репрезентативно треба да има некаков буџет, а пред се самите членки ќе мора некако да допринесат за да се основа нешто такво. Тоа би било се. Океј, фала Ивана. Може да вака, се извинувам, од вас ќе го земеме. Виолета Николова Манчевска од Центар за развој на предприемништво, Центар за жени предприемачи. Тука нема да поставам прашања, туку само сакам да дадам свој не коментар, свој придонес. Значи ние како центар статутарно и мисиски главна цел и приоритетни се младите, поточно јакнење на предприемништвото кај младите. Сестрано ја нудиме својата поддршка во повеќе аспекти. Благодарам. Благодариме многу, како и да ќе ве и понатаму ќе ве контактираме. Се запишавте на списокот, ги имаме вашите контакти, така да Александар. Здраво, јас сум Александар од Младите можат. Вака знам дека причините и мотивите се тука, присутни се за основање на овој Младински национален совет. Секој млад човек у Македонија сигурно се допрел до нив, се соочил или удрил од зид во текот на нешто да направи или промени општеството. Тоа што сакам да прашам е кои се целите? Значи што сака да се постигне со овој совет? Кој е критериумот дали овој проект ќе биде успешен и како тоа ќе се оцени? Дали самите или мислиме дека ќе треба пак младите кои сметаме дека се апатични ќе се променат и ќе кажат позитивен фидбек за функционирањето. И уште едно конкретно до сите тие што се во овој проект од самиот почеток, дали може да споделите некои ваши гледања за проблемите со кои се соочувавте додека го создававте и проблемите кои ги очекувате во првата година од функционирањето, како планирате да ги надминете, што превземате за тоа? Фала. Океј, фала Александр. Сега кај да се не те слушна. Не, само сакав да одговорам после, али ако сакате вие да во ред која ќе почне рундата на одговори, сака Симона. Ева Симона тука и после во вториот ред кај Значи, штом сум ја повторно прашањето за политичките подмладоци, ние не сакаме да бидеме здодевни, ама навистина има некои нејасноти. Сакам да прашам тогаш која е улогата на политичките подмладоци до јуни. Рековте дека во јуни ќе биде основачкото собрание, меѓутоа од дојран до денес јас немам никакви информации што вие превземате, кои документи сте ги изработиле, кои одлуки сте ги донеле. Предлагам, зашто приметив дека и тука многу луѓе не се информирани, барем еднаш месечно да не брефирате сите, што правите, како правите, што сте одлучиле, за да и ние можеме внатре во нашите организации да одлучуваме, да донесеме став по тие прашања, не да дојдеме тука неспремни. Значи тоа е најголема забелешка и уште еднаш да се обидеме некако да додефинираме улогата на политичките подмладоци, нели барем и до собранието. После собранието, ако решите дефинитивно да бидеме присушни членки, ние ќе се изјасниме јавно, меѓутоа која ќе биде улогата и до собранието, до јуни, како што рековте. Океј, и последното прашање, после ќе одиме со одговори, коментари. Да, таму. Добар ден, Слободан Тофиловски од Младинска алијанса Тетово.
Јас само на кратко би сакал значи да ја поздравам иницијативата и уште еднаш да ја изразам поддршката од Младинска алијанса Тетово, која воедно и членка на иницијативниот одбор и партнер на проектот за основање на Националниот младински совет, и да го најавам караванот, ако може така да се каже, на јавни трибини, значи ќе следи уште во неколку градови низ Македонија. Значи започнуваме од Куманово, потоа следува и Тетово, каде што и ние значи ќе дадеме нашата поддршка во организација, така да сите оние локални граѓански младински организации ќе може значи од прва рака да се запознаат со целите и со мисијата на Националниот младински совет. Благодарам. Уште колку има, може да почнеме со рунда на одговори, па после следните две прашања, за да не се соберат многу, а може да забораваме нешто. Ако сме млади, забораваме понекад. Да, Ивана може да даде одговор, предпоставам, на прашањето, коментарот на Александар. Здраво, Ивана Јордановска, Джеф Македонија, млади европски федералисти на Македонија. Би сакала да искоментирам за прашањето што беше од младите може, така беше? Во врска со тоа кои се проблемите и прашањата за кои што се соочивме за време на овој процес. Значи, ние бевме вклучени од деновите на младинско вмрежување и започна со доста жестоки и вжештени дискусии и дебати околу моделот, односно што е потребно, што не е потребно, и продолжи околу критериумите за членство. Мислам дека барем за нас тоа беше еден од најтешките моменти, часови и денови, кога се дискутира критериумите, затоа што навистина е тешко она што цело време се обидуваме да го објасниме, односно тие две работи, инклузивност и функционалност. Како да ги исполниме и двете? Ниту еден критериум не е донесен онака од ракав. Се трудевме да слушнеме што повеќе мислење од организации, зашто самиот иницијативен одбор е составен од секакви организации. Мислам, не само што се однесува на областа во која што действуваме, но исто така и големината и значи каде действуваме, дали на нивото на цела држава или на нивото на некој регион. Така што мислам дека овие мислења и коментари кои што ги слушнавме за критериумите се одлични. И уште еден проблем кој што би бил интересен да се наведе е токму она што Симона од Модом го спомена, а тоа е како да ги вклучиме политичките подмладоци. Сакаме, знаеме колку е потребно и неопходно да се направи такво нешто, но како да го направиме тоа во најконструктивниот можен начин и за Советот и за политичките подмладоци. Фала, Ивана. Јас ќе почнам со прашањето на Рафа, како ги мапираме локалните организации. Донако зборуваше за проблемите на младите, има уште еден проблем. Ние во Македонија немаме, например, официјален никаков листа или било каков начин на кој што се регистрираат сите младински организации, така да ние ги користиме нашите, односно локалните партнери, односно секаде каде што се организира одредена јавна дискусија, имаме локални организации кои што се активни во тој регион, па сите информации ги дисеминираме преку локалните младински организации, организации што работат со млади, исто така ги користиме сите оние листи кои што на било каков начин се направени од различни институции, организации и самите ние организации што ги имаме, нели се со цел да искористиме најразлични начини за да стигнеме до што поголем број на младински организации, генерално на млади луѓе. И она, мислам, околу членовите и бројките има една мала забуна која што треба да ја објасниме. Значи, тоа не се 500 членови, туку тоа се 500 корисници на нашите програми. Тоа што значи се условно на проектен начин да се изразиме, вие тука што сте присутни, вие не сте членови, вие сте некакви корисници на, да кажеме, никаква активност. Тоа значи дека
во нашите активности, односно организацијата која што ги спроведува, треба да има опфат на толку и толку млади луѓе вклучени во работилници, сте направиле спортски надпревар со 200 средношколци, така натаму. Тоа не се членови директно во вашите организации, туку тоа се корисници на програмите, затоа што толку, нели, 500 бројка од 500 членови е, мислам, многу голема, така да се работи за корисници на нашите програми и активности, се вклучени на било кој начин, не се членови, така да бројките не е баш толку голема или страшна. Мислам дека сите ние правиме многу активности во кои што вклучуваме многу млади луѓе. Другите прашања се кои би продолжил? И во мапирањето всушност бе вклучени околу 60 организации кои баравме да дадат сите контакти што ги имаат на младински ниво. Имаме поприлично голема листа, ги исцрпивме и листите од Агенцијата за млади спорт и Националната агенција за мобилност, барем тие до кои можевме да најдеме, така да комуницираме со прилично голема група на луѓе, но символичката на Симона е страшно многу на место. Почесто по јавно, за да има време да се спремаат коментари. Е само на спортот ќе дам коментар, после вие можете да ги земате останатите. Доколку навивачките групи или други спортски организации ги исполнуваат условите за членство, нормално нема проблем да бидат дел од Националниот младински совет. Кон што точно ќе бидат насочени активноста на Националниот младински совет, освен овие генерални цели кои што сме ги зацртале сега како универзални вредности, ќе се утврди детално од страна на неговите членови на крајот на денот. Неколку пати некој спомна проект, неколку пати некој спомна вие советот, не сме ние советот и нема ни да бидеме. Ниту ние, ова е било каков проект, ова е иницијатива која што ја тераме затоа што ни е важна и на крајот на денот советот и членовите на советот нема да застанат на тие што биле во иницијативен одбор или слично, туку ќе бидат отворени за младинските организации кои ќе сакаат да бидат дел од тоа основање во јуни. Така да само тоа да го запазиме чисто да не изгледа како сме дошли ние да се правиме совет. На крајот на денот да, и сите тие членови заедно ќе одлучат што точно ќе работат и во кој момент, но само сакам да потенцирам дека голем дел од товарот на тој совет нема да падне во почетокот сигурно на имплементација на конкретни активности и организирање на волонтерски размени или донација на крв или различни тренинзи, обуки или што све и да е во приоритетите на тој совет, туку за почеток ќе тргне од општо како да се пристапи кон генералното напредување на младите во и нивната положба во земјата и како да се градат и квалитетни политики за не само тој совет, туку општо машинеријата, односно институциите да се стават во функција на младите. Мислам дека се одговорија сите прашања, така ако имате дополнително од овие што беа поставени, ако не можеме на следната рунда да одиме. Следното прашање тука и позади имаше, да. Второто прашање, да, и после мислам дека времето ни истекува, така да ако има уште некој прашање може да го споделиме или коментар и да ги одговориме, така на некој начин да ја финишираме работата. Здраво, јас сум Марко Панковски од Сојуз на извиници на Македонија и воедно и член на председателство на Евроатлантски совет на Македонија. Околу членството на помладоците на политичките партии, јас сметам дека тоа е ужасно лоша идеја, бидејќи како што видовме во оваа 20 годишна пракса, помладоците им прават против услуга на младите, зашто го убиваат нивниот младежки дух, им посочуваат да се починат по лидерот на нивната И сметам дека тие нивни вредности ќе ги префрлат во Националниот младински совет доколку учествуваат. И доколку учествуваат помладоците, тоа ќе се наместо борба за младите ќе се направи еден форум за борба на политички ставови. И воедно јас доколку би бил претседател на младина на владачка партија, не гледам зашто би учествувал во ваков младински совет, зашто јас немам пречка да си ги остварувам своите политики, нема потреба правам со никој компромис.
И затоа сметам дека дури и ова придружни членки име многу, но ете за да ги интегрираме би можеле да направиме нешто така. Благодарам. Издржа дури и прекини на струјата. Здраво на сите. Сосема се согласувам со Марче, значи особено со на последното што го кажа, дека навистина имаат можност да го направат тоа. Доколку навистина се активни, се слушам, не... Да, те слушаме. Да ви се представам, сакам за почеток, јас сум Филип Уневски, кој што гледате извидник, но во овој момент нема да зборам во името на нашиот сојуз, ке зборам во името на мојата матична организација, иначе извиднички одред Методи Митевски Брицо. Би сакал да споменам овдека неколку работи. Као за почеток, например, дека минатиот септември мојата организација напуни 50 години постоење. Овдека не гледам у просторијава дали има некој толку стар. Тоа вајде е добро. И би сакал тука да го поставам првото прашање, значи дали мислите дека организација што обстојува 50 години во својот живот не стигнала до момент да незината сметка годишна ја отиде, значи, под оваа вредност што овдека ја имате ставено. Значи, доколку ние наредна година немаме толкав буџет, дали тоа не прави нелегитимни да учествуваме во овој совет. Второ, би сакал да споменам околу активностите и колку млади би требало да се вклучат на тие активности. Ја конкретно како водач на една патрола, значи деца со бројка од 10 деца, значи една група, работам, значи на годишно ниво со над 30 состаноци. Значи јас сам сум стигнал некаде до 300 луѓе, ако може така да речеме, значи тоа не е бројка од 300, но јас сум на 10 луѓе сум стигнал, значи до 300 активности по член, како и да кажам. И последното на што сакам да го споменам е, значи, не видов за другите членки колку гласа би имале они. Овдека гледам дека само за сојузи, не знам дали овдека има представник на некој друг сојуз, не е ни важно во моментов. Учествував на еден состанок каде што овдека го немаме целиот статут и тоа малце не прави да не може да ги видиме сите ствари. Би сакал да споменам од еден состанок, не знам тоа дали е валидно, но критериум за младински организации, значи младински организации требаше да добијат, например, по 2 гласа, додека организации на млади по 1 глас. Ние во Сојузот имаме 15 организации, што секако не сите би ги исполниле овие критериуми. Но доколку би сакале во оваа организација да видиме на вистина сојузи, мислам дека треба да се поработи на тоа прашање. Ви благодарам. Фала. Позади. Благодарам. Јас сум Кристијан Балески, исто од МОДОМ. Јас прво сакам да кажам дека не се слагам со Марче. Зошто ние да не биеме рамноправни со некои други. Колку сме ние млади, толку сте и вие млади, од извиднички одред. Колку ние помагаме за младите, толку и вие помагате за младите. Ние сме Сдружение на млади и вие сте Сдружение на млади. Се грижиме и ние за подобра иднина и вие сакате да се грижите за подобра иднина. Значи како може да не биеме рамноправни? Зошто да не биеме рамноправни? Целната група ни е и на сите заедно ние младите. Кој работи, младите работат. Зошто да не биеме рамноправни? Мислам дека треба да бидеме рамноправни. Потоа сакам да се навратам на друга една цел, средношколци, целна група средношколци. Знаете дека средношколците се тие што се најапатични, тие што немаат визија за светот, немаат визија каде сакаат да членуваат, што сакаат да работат. Јас мислам дека треба да се подигне свеста како прво на нив за младинските организации, за што нудат тие и да се овој национален младински сојуз да ги подпомогне тие средношколски организации каде за да оформат своји добри
организации, бидејќи во многу градови нема средношколски организации. Например, јас потекнувам од Валандово, таму не работи ништо. Имаше извиднички одред, сега не работи извидничкиот одред. Јас бев извидник, порано како мал членував и некои 10 години работевме како извидници, сега нема ништо. Немаат младите каде да се обратат, немаат што да прават. Едноставно никој не ги слуша нив. Тоа мислам дека е проблем и зошто ви извидниците сега немате организација во Валандово? Порано имавте, сега нема. Што е проблемот? Тоа на кокти. Ви благодарам. Да, сега следното прашање го имаме. И биг, да. Милош Ристовскиот центар за меѓукултурен диалог Куманова. Надвор од прашањата за политичките подмладоци, веќе рековте дека соработката со владините институции е многу важна за оваа иницијатива. Рековте дека сте оствариле некои средби до сега. Каков е фидбекот од таа страна и каква е реакцијата од таа страна? Океј, фала е Беким последното прашање и мислам дека може да затвориме. Јас мислам дека помладоците на политичките партии и тоа како се битни за целиот овој процес. Отворени карти, 50% од организациите добиваат пари од политички партии. Тоа не е тајна. Знаеме сите организации кои се финансирани од оваа политичка партија, од таа политичка партија. Тоа е јавна тајна. Затоа мислам дека посебно МОДОМ, која е потекнала од Зелена партија, а знаеме зелените партии колку се поддржувачи на младинските иницијативи, и МОДОМ и сите други политички помладоци треба да се вклучат во целиот овој процес. Фала Беким и ајде Драган. Накратко само, пошто мислам дека да, многу се битни, само ние многу се плашиме од партии кои ќе слушнеме. Страф ни е како мали деца од баба Рога. Ама мислам дека не треба да, ако сме вклучуваме инклузивни, треба да инклузираме сите што вклучуваат и представуваат огромна бројка на млади луѓе. Исто прашање имам само, како, пошто Креатив не беше на денови на мрежување, но сакаме да се поактивно вклучиме во целиот процес до јуни, бидејќи сме членка на балканско ниво на Southeast European Youth Network, заедно со МКЦ од Битола, и имаме искуство во ова, па можеме исто дали има можност сега да се приклучиме. Океј, фала на прашањата. Сега ќе се обидеме да дадеме никаков коментар на овие последни прашања. Ја ќе дадам само коментар околу вклучувањето на политичките партии. Некој има позитивен, некој има негативен став околу вклучувањето на подмладоците на политичките партии, но мислам дека со самото тоа што ние дискутираме за вклучување и не вклучување, ние веќе сме направиле некаков чекор напред, дека ние почнуваме нели да размислуваме, да отвориме некаков диалог, и мислам дека некои подмладоци на политички партии почесто, некои не толку често се вклучуваат, но мислам дека на овој начин ако дискутираме и си ги нели кажеме нашите лични ставови околу тоа и организациите, дека на крај ќе дојдеме до едно заедничко решение. И оно околу вклучувањето на други организации во целата иницијатива, најпрвен ќе се надоврзам она што Симона го кажа. Значи ние од сега, затоа што ова ни е прва поконкретна активност, односно прва јавна дискусија, ние од сега, од денес многу почесто нели ќе споделуваме информации, затоа што ние од денес ќе имаме нови информации, нови ставови, нови дискусии, за да понатаму може нели да се нели надополнуваат и другите, така да и Креатив и другите организации слободно можат да не контактираат и на индивидуално ниво, мислам како индивидуална организација да го дадат својот
својот придонес кон целиот овој процес, затоа што секогаш плюс една глава секогаш е добродојдена, така да за другите прашања може Дона или некој друг околу бројот на гласови како е тоа уредено во статутот. Не, нема да зборам за бројот на гласови, Иван ќе зборува за тоа и за останатите ствари веќе мислам дека се распределивме. Јас на кратко за поентата со средношколското организирање, пошто влече едно многу битно прашање, што со средношколското и студентското. Технички постојат како форми на организирање на хартија или во некој случај навистина постојат и функционираат на некој факултет или во некои средни училишта. Една од битните работи ќе биде таму дали ги исполнуваат овие услови за може да станат членови, но побитната работа е што средношколско и студентско организирање не смее да нема и не смее да биде лошо. Националниот младински совет ќе работи кон таа ситуација се смени, пошто последното истражување за средношколско организирање објавено пред 3 недели укажува на тоа дека нема никаков унифициран систем во Македонија, дека во ниедно училиште немаат право на глас младите, дека најголем дел не знаат кои се нивни студентски представници, дека ги знаат проблемите, ама немаат механизам да се изборат и дека не постои национално организирање, затоа што последните јавни активности на Унија на средношколци слеш Средношколска унија на Македонија се пред 2 или 3 години, но ќе мора да работи советот и на тоа тие тела да не бидат такви какви што се и да или се реструктурираат или реформираат или повторно појават како представнички тела и во организација и во образовниот систем. Пошто иронијата вели дека без разлика дали пред не знам колку години во Македонија била свикана средба на високо ниво за младинско организирање или не знам во Македонија се има случајно усвојување на некоја декларација за права на средношколци пред 3 години, ама ние не сме на добро ниво овда. Само една работа и последна од мене, останатите прашања ќе бидат кај другите. Во понатаму се надевам оставивте мејлови затоа што така ќе го комуницираме пред се исто кога се наредните дискусии, стрим ќе има онлайн веројатно секаде каде што ќе можеме, не знам дали ќе успееме и ќе испраќаме документи чии коментари ќе не бидат важни за да ги разгледуваме. Така да нормално без разлика кога ќе одлучи некој да се приклучи, ќе може да се приклучи. И ако некогаш мислите дека нешто не е споделено или ви треба некаква информација, слободно притискајте. Ќе има контакти кај што е важно да прашувате и барате информации што ви требаат за да биде ова стварно отворен процес. Фала ти, Дона. Краток коментар само за подмладоците, значи процесот е инклузивен, нема да исклучиме никого. Подмладоците опфаќаат голем број на млади, така да ќе ги сослушаме и нив и ќе се обидеме да најдеме вин-вин ситуација. Во врска со буџетот, дали доколку една година не ги исполнуваат критериумите, ќе бидат исклучени, искрено до сега не сме го предвиделе тоа, супер што го сподели, така да треба да има некој критериум, да, треба да има дали една година, дали 2, дали 3, ова дефинитивно треба да влезе, така да супер, браво. Мрежите на организации може да имат максимум 4 гласа. Значи, сакавме да охрабриме организациите што се членки во мрежа да аплицираат како целосната мрежа, а не индивидуално. Со тоа што нашиот предлог е доколку членките сакаат индивидуално, максимум 2 членки од мрежа на организации да можат да аплицираат за членство во Националниот младински совет. Што значи мрежите ќе имаат најголем број на гласови 4. Младинските организации 2 гласа, а организациите за млади 1 глас. Не, тоа е предлог. За тоа може да се дискутира. Да, а во врска со станокот што праша Милош, мислам дека подобро е да одговори Ивана или кој беше или Ивана, да. Каков е фидбекот од состанокот со агенцијата за млади и спорт? Имавме состанок со агенцијата за млади и спорт, значи некаде мислам дека беше пред месец дена. Генерално агенцијата го поздравува овој процес.
Меѓутоа, они повеќе се фокусирани во делот на законот за млади, би сакале, значи, таму да отпочнат пред да има не било какво тело кое што ќе работи на конкретно, значи, тело кое што ќе се формира како репрезентативно за млади, во овој случај Младински совет. Останавме на линија дека нели ние би сакале да бидеме повикани, вклучени кога агенцијата ќе реши да ја отпочне дискусијата за законот, и останавме на линијата дека они ќе бидат повикани на практично на сите овие средби, дури имаше представник до пред малку се замина, така да тоа е, значи, генерално не постои некаква официјална соработка или пак партнерство директно со агенцијата или пак со некоја друга владена институција. Не знам да не испушти нешто. Баравме средби и со председателот и со вице-премиерот за евроинтеграции, но немаме до сега одговор. Со СЕП, да. Да, се слушаме, да. Јас сум Белма Хаджикамбер, представник на Румелија Турбешки културен научен центар. Сакам да укажам една реплика на говорот во однос со подмладуците на политичките партии, една сугестија од моја страна кон вас упатена за кој ќе го формирате или Националниот младински совет. Вака, значи, јас бев дел и од деновите на младинско врежување во Дојран, значи како представник на Румелија. Исто така сум и подмладок на член на политичка партија, меѓутоа и кога би била вклучена понатака, значи како подмладок и без разлика да не сум дел од еден научен културен центар, никогаш не би била дел за остварување на политички цели, туку напротив со моето знаење, со моите предлози, со моите сугестии би можела да придонесам да се унапреди нели овој процес кој што вие и целите кои што вие ги презентиравте, така да сметам дека вие може и треба да воспоставите некои критериуми со кои што би се вклучиле тие подмладоци на политички партии. Тоа е мојот став. Уклучено? Значи, само еден краток коментар. Анита Дамјановска, програма за развој на Обединените нации. Иако не сум млада веќе од пред 2-3 години, работам со млади и уште повеќе работам на учество долго време. Во повеќе наврати слушнав нели дека буџетот може да биде пречка или не знам бројот на активности може да биде пречка. Од она како јас го разбирам тоа што го прочитав и верувам дека е така, сите ќе бидат вклучени. Прашање е само правото на глас за донесување одлуки. Не дека не е важно, меѓутоа вие како членки, како беше тоа придружни членки, ако дадете добар предлог и ако е добро аргументиран, верувам дека ќе биде изгласан. Така што воопшто не станува збор за исклучување или не вклучување, односно сите ќе бидат вклучени. Имајте го тоа на ум и користете го како можност. Благодариме. Некој додаден коментар, финално прашање од ваша страна? Од вас некој? Океј, значи ако немаме дополнителни прашања или коментари, мислам дека може да ја затвориме денешната прва јавна дискусија во однос на иницијативата за основање на Национален младински совет. Јас да го споделам моето лично искуство од денешната јавна дискусија. Јас лично сум многу задоволен што дојдоа толку различни организации, млади активисти да го споделат своето мислење, својот став, коментар, да прашат, да коментираат било што се однесува на Националниот младински совет, но поради кое што јас сум тука, поради кое што причина сум најсреќен, затоа што сите кои што беа во салава имаа позитивен став дека да, на нас ни е потребен Национален младински совет и мислам дека тоа е главната порака која што сите ние треба да ја пренесеме кога ќе излеземе од оваа просторија и понатаму активно да се вклучиме
во целиот процес да дојдеме до оној момент кога ќе го создадеме нашиот национален младински совет и она што зборувавме за транспарентност, за вклученост, затоа што тоа не е транспарентноста, вклученоста и давањето придонес или прашувањето не е обврска на на иницијативен одбор, не е обврска на организации, туку е наша лична обврска како млади луѓе кои што се засегнати, како млади активисти да побараме да бидеме вклучени и да го дадеме нашиот придонес и мислам дека на тој начин ќе успееме да создадеме едно силно тело кое што ќе биде Национален младински совет на Македонија, кој што ќе биде цврст партнер на сите важни, ќе речам, политички процеси, не партиски, туку политички процеси во оваа земја. Уште еднаш да ви се заблагодарам, остануваме во контакт, ги дадовте вашите контакти. Иван ме дополнува дека на 26 Јас малку сум лош со датуми и бројки, извинете. На 6 март следната дискусија е во Куманово, понатаму по таа е во Тетово и за сите други информации ќе ве известуваме, ќе го споделиме и онаа првична верзија на статутот за да имате повеќе информации на што да дадете ваши коментари. Сите организации кои што се вклучени во оваа иницијатива преку своите веб страници, профили на социјални мрежи споделуваат информации, најдете не генерално сега преку Република млади организациите кои што се членки на иницијативниот одбор. Споделуваме информации, наскоро ќе активираме и првичната основна верзија на веб страницата за да имаме едно место, платформа каде што ќе може здружено да се собираат сите информации на едно место, така да тој проток на информации од денес, од оваа прва јавна дискусија, многу поактивно ќе тече и се разбира сите информации, ќе ги ажурираме се со цел да дискутираме и да споделуваме ставови. Уште еднаш благодарам што бевте дел од оваа јавна дискусија и сега Ивана ве упатува на сок, вода и слично. Фала многу.